Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Како што гледате по насловот, денес ќе ви покажам 7 видови на родители. Океј, имам направено 5 видови на ученици, мислам. Имам направено 5 видови на онлайн ученици, или 6 или 10, кога беа нема врска. Ама сега ќе правам 7 видови на родители. Може да започнеме со првиот. Првиот вид на родител е родител на хеликоптер. Или може да се каже дека секогаш го следи детето, сака да види што може да направи. Детето не може на рад да излези со женска му или со, не знам, со да излези воопшто. Секогаш се зад нив и ги следат. Значи, да, тоа е првиот родител. Еве ви пример. Јас излегувам, ајде, чао. Океј, нема врска. Вториот вид на родител е родител кој се обидува да биде кул. Да, ама до тој степен кул што дури што ќе направи некој случка, што ќе застрами дури своето дете. Искрено не знам тоа како би изгледало, ама еве ви пример. Еле сега што во видео ќе снимам. Пам пам парамарам парамарам пам пам парамарам. Не, добро, не, уште еднаш. Тишина сега. Парам пам пам парабара па. Тоа беше малце непристојно, ама нема врска. Третиот вид на родител е опуштениот родител. Опуштен, значи како опуштен, како многу е чил за сите работи, многу без драми, без карање, без такви работи, без да му вика на детето, многу е чил, едноставно тоа и сите го сакаат, ама едноставно на опуштениот родител не ни му е гајле за детето, едноставно. Не знам дали ќе ме сватите со зборови, ама еве ви уште еден пример. Сакаш да не пишуваш домашно? Секако дека може, играј видео игри цел ден, додека те прават среќен. Океј, четвртиот родител или кој да е поред, четвртиот мислам, е родител кој претерано постигнува. Овој родител едноставно го тера детето или го присилува да успее во се што ќе направи. Едноставно, да. Дури некогаш и невозможни работи што не може никој да ги направи, родителот го тера детето да ги направи, го тера и детето пак не успева. И не знам, некако ќе успее на крај. Еве ви пример за тоа. Тато, сакам да одиме на одмор. Сине, ако сакаш на одмор, мора да имаш петка на тестот по математика. Иначе не може. Мора. Следниот вид на родител е технолошки проблематичен родител. Мислам, не можам да го наречам ама чекај, технолошки предизвикан родител може. Технолошки предизвикан родител. Да, значи тоа е следниот вид или петтиот, ако е, мислам дека е петти поред. Тој родител едноставно не може да се справи со технологијата, дури и основните работи. Значи, ако му звони детето негово на телефон или на меседжер или на што и да било, тој не би знаел како да крени. Да, тоа би изгледало некако вака. Реагирам мите пајац, што се дешава? Еј, ало! Абе, син ми звони. Како да го кренам ова сега? Крени бе. Крени. Ало? Ало? Крени море, еј, ало? Не треба со нос. Ало? Ме слушаш? Ало? Ајде го крена. Ало? Дете слушав? Шо? Следниот вид на родител е родител кој никогаш не знае што се случува. Или никогаш нема појма за детето што прави, како е, зошто е таму, зошто е ваму. Дали е на школа, дали пишува домашно, дали итана. Има такви родители, многу такви родители познавам, што не му е гајле за детето едноставно, а не треба така да биде, ама нема врска. Например, може да се случи некогаш да не знаеш колку години има детето свое. Тоа би било ужасно. Еве ви пример за тоа едноставно, еве ви. Гледајте, тоа е. Си неколку години имаше? 15. 15, окей, да, знам дека имаш 15. Да, мама, 15 има.
уште играш со лего коцки. Oh my god, bro. Oh, hell no. И следниот или последниот родител е виновниот родител, значи виновен родител. Тој родител што е виновен едноставно за се, и што е глуп и што нема во глата, и што треба некоја жичка да му се сподобро, нема врска. Тој виновен родител, се што ќе му побара детето, тој му купува, макар и да е нешто големо, мислам и опасно да е. Ќе му рече ти го заслужуваш тоа. И да не го заслужува нештото, тој ќе му го купи, ќе му го подари, ќе направи 300 глупости и сега ќе ви кажам пример за тоа. Еве ви пример, гледајте. Мама, ќе ми купиш лав, за да си го чувам дома? Огромен лав. Може, секако дека може, нормално. Не го сакам ова, сакам голем слон. И тоа беше малце глупо од моја страна, ама нема врска. Тоа е тоа. И дечки, дојавме конечно до крајот на ова видео. Ако ви се допадна видео, ставете лайк, ако не дислайк, субскрибнете се на мојот канал обавезно и се гледаме во наредно видео. А до тогаш, поздрав!